А вие, ако ви проработи совеста, човечноста и секако можете да си дозволите, свртете ги овие два телефона ако сте на А1 1434485 или ако сте на Телеком 143 и само со вртење на тој број ќе извршите една символична донација од, мислам дека е 100 денари, и колку повеќе, толку повеќе ќе имаме шанса да му помогнеме на човекот од оваа навистина тешка и не знам, ја ја викам проклета болест е ова. Ова како дури не можам да ја доживеам како никако казна, никако искушение, туку како една проклетија на времево што го живееме. И многу ми е тешко луѓе кога нели се во цутот на животот што се вика нели родител, татко на деца. Неговиот син ме контактираше. И навистина би сакал да му помогнам, би сакал да можам, еве јас со моето влијание кај вас да се направи таа разлика. Еве, ви благодарам, па ако можете во ред. Се надевам дека ги гледате бројот на сметката на Комерцијална банка и на Централна кооперативна банка. За Централна кооперативна банка за донација од надвор. Значи во евра и во долари, а Комерцијална банка ова е бројот на сметката каде може да се донира. Океј, со Господ напред и ниеден човек не е остров сам за себе, не успеваме. Колку и да сакаме да бидеме арогантни и да бидеме само живи, зависиме еден од друг во било кој даден момент и тоа мене секојдневно ми се остварува. Драган, извини денеска за јавувањето. Што да ти кажам? Мислам дека ме разбираш и јас те разбирам и ти посакувам да се излечиш брзо и ти. Ова е за еден друг мој пријател. Не бара донација, ама и он е во такви искушенија. Не знам што човек да направи. Знаете, обично одговорите ги бараме, смирението и одговорите секогаш се добиваат кај Христос, во црква. Така што не она одењето во, туку учењето за љубовта. Кога преку љубовта сето тоа ќе го изфилтрираш, но во вакви работи човек како во жива кале, како во полиен со бетоне, се чувствува немоќен и дека тоне и знаеш, многу е лесно кога си здрав, кога си прав, кога сети окей, да збориш за љубовта, за искушението, за и така натаму. Во овакви ситуации да се надминеш себе си, мислам дека, не знам, не Танос, сите евенџери со се Танос вака да се може. Понекогаш потребно и човечка помош, не зборам ни материјална. Мене понекогаш ме куражат луѓе, во целово лудело, ме куражат луѓе како Џордан Питерсон. Џордан Питерсон, книгата која вие промовирав, 12 правила на животот. Меѓу кои има едно ремек дело правило, секогаш кој ќе видиш мачка на улица, погалија. Не навлегувам, многу е подлабока, многу е послоевита книгата. Друг пат ќе збориме и за Гад Сад, тој е либански исто така еволуцијски психолог. Но темава ми е повторно за Џордан Питерсон, бидејќи има нова книга. Новата книга му излезе во март месец годинава, во март месец годинава, а веќе брзо реагира од едицијата 3 и ја издадоа неговата книга. Најверојатно затоа што понесени од големиот успех на 12 правила на животот, книга која несебично ја препорачувам на секого и ја рекламирам бесплатно, впрочем, јади бурекот како постои,
стоело дека секој кој сака да промовира книга, бесплатно ќе добие промоција овде каква што сака. Три се прилично дистанцирани од мене, можам да разберам, јасно е зошто и како, ја можам да предпоставам, не ќат никаква соработка, но тоа не значи дека нивните добри дела јас ќе ги игнорирам затоа што одбегнуваат било каков контакт со мене. Нели, книгата за Тошо Малерот, Џордан Питерсон 12 правила на животот и сега Out of Order, надвор од редот, уште 12 животни правила. Еве па работи да ви кажам. Пристигна надвор од редот 12 животни правила од Џордан Питерсон. Една од најочекуваните книги оваа година пристигна на нашите полици. Поголемата сензација, светскиот бестселер 12 животни правила, клиничкиот психолог, професор и интелектуалец со светско реноме, доктор Џордан Питерсон, испиша уште 12 животни правила кои ќе ни помогнат да се справиме со се поголемите предизвици на модерното живење. Да се спротиставиме на наметнатата желба да го доведеме светот во ред, да одиме надвор од границите. Новата книга на Питерсон ќе те научи како да се повикуваш на собствениот инстинкт, самостојно да ги пронајдеш значењето и целта на животот. Запиши си го денот кога си почнал да ја читаш книгата на Питерсон, а по неколку месеци запиши си ги и промените. И ќе видиш каде ќе те однесе тој до собствениот успех некаде надвор од редот. Во 12 животни правила, клиничкиот психолог и прославен професор на Харвард и Универзитетот во Торонто, доктор Џордан Б. Питерсон, им помогна на милиони читатели да воведат ред во хаосот во своите животи. Во ова смело продолжение, Питерсон дава уште 12 витални принципи за да се спротиставиме на исцрпувачкиот данок што неминовно ги носи нашата желба за уредување на светот според нашите мерила. Во време кога човечката волја се наметнува над секоја сфера во животот, од нашите социјални структури до нашите емотивни состојби, Питерсон нуди стратегии со чија помош можеме да најдеме значење и цел, дури кога ќе се чувствуваме немоćни, иако хаосот ни се заканува со нестабилност и страв, неконтролираниот ред може да не скамени и да не натера на покорност. Надвор од редот повикува на балансирање на овие два фундаментални принципи на самата реалност и не води по патот по тесниот пат што го дели. Највлијателниот интелектуалец во денешниот западен свет, напишува Нью Йорк Таймс. Ја да ви кажам, мене ми е последна надеж. Знаете, кој ќе ги видите сите оние паради, извитоперености, трансджендери, меѓуджендери, нели цел живот сте учени два секса, сега ви вела дека има 222 сексуални ориентации, кога педофилијата се промовира, кога сите можни перверзии стануваат нешто нормално и вие во тој свет малку тешко се... Мислам дека Џордан Питерсон е изнедрен како Нио во Матрикс. Знаете, Нио се појавува затоа што ситуацијата во матриксот на негативноста на сето тоа математички изнедрува во историски некоја личност која дава баланс на севкупната негативност. Џордан Питерсон до толку ги погодува работите да оние снегулки, шарени револуционери, NGO активисти паѓале у несвест кога, знаете што се случува, кога му ја штампале последнава книга, им се слошувало, па даваа на CNN изјави, се чувствувале повредени што ваква книга се штампа кај нив. Книгава ништо не збори против трансджендери или хомосексуалци или ЛГБТ и така натаму. Не, книгава збори за природен ред на работите. Како да замислете сега како да станете да се бунтувате против принципите на физиката. Гравитацијата. Не може гравитација, бе ти не имаш право да не сакаш гравитација. Реален факт е дека таа постои и таква. Нели, трансджендер можам јас да го сменам полот, можеш ти да го смениш полот, можеш да се декларираш дека си жена или дека си нешто сосема десето. Кога ќе те откопаат
после 2000 години, не знаеки ни кој си бил, ни што си бил, и кој ќе те стават на ова и ќе речат, ова бил маж од 50 години кој живеел во 21 век. Џабе, ти што сакаш да збори? Тоа е основа. И сега, како ти избомбардиран од се во ова да се носиш, верувајте, гениалец е човеков. Исто како да сте платиле огромни пари да идете на сеанса, само не вие да јадете бурек на оние сеанси, знаеш да ти излезе. Тоа си го имаме со комшиите. Комши да ти кажам, леле, мака, што имам тешка ово, на вамо, тамо. А и тука си искурназивме малку, нели? Порано, комшијата ќе каже, ти ќе кажеш, сега, кој прв ќе се изнасипе на другиот и бега после. Да не се... Знаеш како? Емоционални вампири. Испие му е енергијата и бегај после тоа. Но, окей, ова се две работи. Ве замолив за донација, ве замолив и да ја прочитате оваа книга. А оние што имаат прочитано 12 правила на животот, апсолутно сум убеден дека ќе ја купат оваа книга. Ја бесплатно ќе ја рекламирам, ништо за возврат не барам, исто како и претходната книга сам си ја купив. Се праве драги почитувани од 3, супер сте. Не мора да гледате у патос кој ќе дојде. Не идам кај вас да се гребам за спонзорства, да ми дадете бесплатни книги или вашиот личен партиски антагонизам ако е се на крајот на краиштата. Но ова е добра работа, заслужува да биде продадена секаде, секому, достапна и ако ви смета моето напнато промовирање на вашите книги и така натаму, слободно контактирајте ме, напишете ми, no hard feelings, нема да го злоупотребам, ќе си замолчам ако сметате дека ви правам белја. До тогаш јас сум одушевен што Џордан Питерсон го имаме овде преведен. Еве ви две работи летово, книга за читање и помогнете на еден човек. Што повеќе те прави тебе христијани? Што повеќе те прави човек? Интелектуално, духовно се надградуваш, а ќе бидеш препознаен исклучиво по делата. Ништо друго. Дали ќе бидеш паметен или глуп, по делата ќе те познаат. Какви дела правиш? Па еве, мала милост нека биде. И сега, толку е моето јадење бурек, би сакал да ги отворам телефоните за некои други работи, но ќе имаме време, ќе имаме денови, во летна шема сме, многу кафе, брат, гледаме како ме крева. Не делуваше кофеинот на мене. Сега едно кафе и не можам да ја затнам цапкава вака, септичкава јама. Сега сакам, бидејќи е лето, види, тие што имаат пари ќе си земат ПЦР, МЦР, прц тестови, разноразни тестови, вакви, онакви, ќе платат за зелен картон, за нов пасош, ако сте наркобос, вие не сте будали онака да се гужвате за и така натаму. А ние сиротиња ќе си идеме во нашите прекрасни одмаралишта. Охрид апсолутно ќе биде дестинација топ оваа година, затоа што рестриктивни мерки, на граница е преголема гужва, работи само еден премин спрема Грција, другите уште они глуматаат нешто лудило. Им се може, бе, човече. Нема што да им се лутиме никогаш на грците. Забрането е, не ви дозволувам. Затоа што им се може. Затоа што ние сето тоа го плативме, го купивме, се пониживме, им го дозволивме и сега може да се прават. Но, ако имаме малце чувство и сенс, Охрид преспа и мене лично, бидејќи ја сум љубител на солена вода и на море. Зошто? Не е тоа гирото или не ми е важно било каде. Грција ни е најблиску, затоа и толку идеме. Но оној воздух, она атмосфера, ја стварно ја чувствувам на секое ниво на битисување. Стварно ме регенерира. Не е случајно што треба да идеме малце почесто покрај вода. Но единствена добра замена е дојран.
Значи, тоа е единствено сладководно езеро кое буквално има атмосфера на море. Како да си на море. Дали е тоа заради алгите што се испушта, дали е заради местоположбата, ја годинава дефинитивно барем еден викенд ќе поминам во Дојран, стварно крепи. Вчера ви покажавме два документарци, Охрид 43-та, па 78-та, а сега ќе идеме со уште еден многу понов, 84-та, не Орвелова, но нели веќе на многумина, многу попознат амбиент од летувањата во Охрид. Исто така редок документарец, искористете, фатете го, гледајте го, затоа што ретко се фаќам у овакви носталгични моменти, да фаќам, да копам со археологија, филмска документарна археологија. После тоа ќе идеме со нешто друго, уште поинтересно. Охрид, древниот Лихнидос. Векови се тоа на достоинствено обстојување што подсетува на многу цивилизации, од чие постоење останале единствени сведоштва. Град музеј во списокот на УНЕСКО на најбесценните наследства во светот, една од најзначајните уметнички ризници на југот од Европа. Во приказот на вековите, Охрид останува впечатливо забележан како центар на словенската писменост и култура и седиште на првиот словенски универзитет во времето на словенскиот просветител Климент Охридски во 10 век, како преслонина на царот Самоил и на неговите наследници кон крајот на 10 и во почетокот на 11 век, како повеќе вековно седиште на автокефалната Охридска архиепископија. Но Охрид е многу повеќе од тоа. Целото ова подрачје представува археолошка ризница со многу локалитети од праисторијата и со многу остатоци од монументални палати и храмови и ранохристијански базилики со раскошни мозаици од редот на најубавите храмови од раниот среден век. Лихнидос, првото име на Охрид, уште кон крајот на 4 век пред нашата ера, во времето на Александар Македонски, е центар во кој силно доаѓа до израз влијанието на елинистичката култура и уметност. Веќе во средината на 2 век од новата ера, по освојувањето на овие краишта од римјаните, Лихнидос е значаен не само културен, туку и економски центар, во кој безбројните карвани по Вија Егнација од Драч до Солун или дури до Цариград најдувале воздишка по долгиот пат. Големината и улогата на Лихнидос најубаво ги символизира античкиот театар во стариот дел на градот, чии археолошки ископини говорат за постоење на монументален објект.
Времето однесува, но и донесува. Охрид на минатите, на овој и на идните векови, живее и ке живее со своите традиции. Некогаш во охридските катедрали одекнувал звукот на звонарите, се слушала мисата на верниците. Некогаш знаените и незнаените владари, цареви и мисионери доаѓале во Охрид со различни цели, но сите и секогаш со едно исто настојување, во оваа питома убавина да втиснат траги за своето присуство. Тој Охрид, Охрид на вековите, живее во спомените што се грижливо свиени во бесценното наследство. Денес охридските звонари ги подсетуваат добродојдените дека овде се чуваат сведоштвата на вековите. Овој Охрид чува од завод на времето и на цивилизацијата огромен дел од наследството. Покрај монументалните градби и уште неколку стотини метри квадрати под фрески, овде се создадени и се чуваат како единствени примероци во светот неколку десетици драгоцени икони, потоа многобројни ракописни книги на словенски јазик и цело едно богатство од други раритети. И не е ли ова одговор на прашањето што може неупатениот да си го постави: зошто е Охрид толку многу познат, толку неодолив, зошто толку сите го сакаат? Историјата на Охрид е богата со светли страници, но најблескави се оние што му припаѓаат на 20. век. Најгорди, но и најкрвави се великоилинденските, оние од мугрите на овој век, од 1903 и оние од 1944. Првите се за Илинден, кога Рашанец стана голема гробница за многу невини деца и мајки, старци и востаници во нерамната борба со отоманските војски. Вторите громогласно одекнаа широко во светот. Македонија и Охрид во неа, првпат во својата историја свој, првпат слободни во Титова социјалистичка и неврзана Југославија. Охрид ги отвори старите градски порти за социјализмот како мало градче со нешто повеќе од 9000 жители, со сите остатоци и со горчливиот вкус на 19. век. Врз темелите на богатата историја и култура требаше да се надградува еден нов подостоен живот, нови вредности, што и првата помисла за споредување ја чинат безсмислена. Ако 1939 година се земе како основа за какво такво споредување, кога Охрид со своето подрачје имаше релативно развиено земјоделие и еснавско занаечиство со мирис на феудалните односи на Македонија, тогаш во периодот на 4-годишната фашистичка окупација и тоа беше осиромашено во буквална смисла на зборот. Четири децении по војната и 5 пати повеќе жители од пред војната, ете тоа е првата слободарска големина на Охрид. Втората е создавањето на современа агломерација, чии сегменти се вкусно организираната средина, развиениот стопански живот, во кој доминираат индустријата и туризмот, науката и културата, содржински осмислени во еден нов визионерски свет и создадената широка мрежа на образовни, здравствени, комунални, спортски и други институции.
Третата ја изразува доброволно преземената грижа за идните генерации, да се чува единството на минатото и денешнината во што поавтентична форма. Во вкупниот растеж на Охрид од посебно значајно место има индустријата. Дотогашните занечиски предпријатија и земјоделски задруги се трансформираа во индустријски капацитети на вредните трудбеници. Во вакви услови нескротливо доаѓаше до се поголем израз и творечката иницијатива на работните луѓе и граѓаните. Така се раѓаа првите и денес големи гордости на Охрид. Во 1949 година антифашистичкиот фронт на жените во Охрид го основа предпријатието Детска радост, кое подоцна прерасна во колектив за производство на лесна конфекција, а по 2 децении од него и од фабриката за производство на чадори се роди Отекс, текстилен гигант без оджаци и без чад, со повеќе од 2500 трудбеници, од кои околу 80% се жени. Со производство на машка и женска конфекција, крило оркебиња, вештачко крзно и чадори, Отекс денес е име што го легитимира Охрид пред светот. Неимарите на некогашната задруга Фасадер, продолжувајќи ги традициите на вредните фасадери, гипсари, терацери и други занаечи од овој регион, ги поставија темелите на денешната градежна организација Трудбеник. Градејќи го Охрид, градејќи многу градови во Македонија, во другите социјалистички републики и во многу земји во светот, Трудбеник се изгради и сами од себе си. Несомнено е голем придонесот на оваа градежна организација во урбанистичко-архитектонското обликување на човековата околина, како што е сигурно дека за оваа неодолива гледка на Охридскиот азурен брег, најголема заслуга им припаѓа токму на охридските неимари од Трудбеник. Има нешто и без почеток. Ваквото размислување подсетува на младата охридска организација за производство и монтажа на електроопрема ЕМО. Се роди нечујно во почетокот на 70-те години. Ги кршеше локалните рамки на анонимноста, се челичеше по козите патеки и по терените што дотогаш не ги беше ни видело човековото око. Денес овој 3000-тен колектив со 15 фабрики изградени во најнеразвиените општини во Републиката и во Охрид, се поуспешно партиципира во вкупните извозни ефекти на Републиката. Можеби овој голем индустријски комплекс кај Косел, недалеко од Охрид, ќе биде печат на ова време, сличен на оние што низ виорот на вековите ги оставале цивилизациите во оваа древна убавина. Приказот за работната организација за автоделови алати Херој Тоза Драговиќ во составот на заводите Црвена застава е пример за остварувањето на придобивките од нашата народно-ослободителна борба и социјалистичката револуција.
Metalcite od Ohrid i od Kragujevac, od dvata zbratimeni grada na socijalističkite Republiki Makedonije i Srbija, so deceniji se vistinski kovači na bratstvo to jedinstvo to, na zajedništvo to. Započnavo 60. godini so 21 rabotnik, za denes da predstavuvat kolektiv so blizu 3000 metalski rabotnici i značajna alkavo jugoslovenska automobilska industrija. Industrijata za metalni proizvodi Bratstvo je formirana po 1949. godina kako mehanički zbir na poveke sitni i primitivno opremljeni drvodalski, metalski, vodovodni, četkarski i ušte nekoliko drugi pogoni. Ova organizacija je koren na semenoto steblo na ušte nekoliko drugi organizacije na združenju od trutvo opštinata. So proizvodstvo na pribor za jadenje i sadovi od čelik što nerdjosuva. Bratstvo denes obezbedi visoko renome kako najpoznat proizvoditelj ova industrijska granka po našata zemlja. Fabrikata za plastični proizvodi Lihnida, sotvorečkata inicijativa na Vraboteniti i soplodnata dejnost na opštestveno-političkite organizaciji, je dobar primjer za to, kako može smireno i preceso sredstvata što gi sozdava sami od kolektiv da se obezbeduva sobstveni od rastež. I rabotnata organizacija Sloboda je negacija na minatoto. Nekogašnata limarska rabotilnica denes nudi raznovidna proizvodstvena i gradežna programa, a se je poprisutna i v oblasta na prometot. Kako atraktiven proizvoditelj na suveniri, rasvetni tela i metalni proizvodi, poslednjive godini se poveke na pazarot se nametnuva i rabotnata organizacija Inex Ezerka. Koga do neodamna, ke se spomneš ime to Elektro-Ohrid, togaž so pravo se misleše najprvin na založbite i impozantnite efekti što ova organizacija gi postignuva vo celostnata elektrifikacija na opštinata. Ovoj pat Elektro-Ohrid se otkriva mnogo povećen iz dejnosta video inženjering, dejnost na koja i pripadja jedninata. Mnogobrojnite zatvoreni televizijski sistemi, instalirani vo poveće instituciji i rabotne organizacije iz Jugoslavija i visokite ocenki za kreativnio trud na ovije mladi stručnjaci se osnova na nimnoto istrajuvanje. Organizacijite na združenje od trud, rabotnite luge i građanite na opština Ohrid, v osnova živeat od industrijata. No Ohrid vo svetot je poznat i priznat po turizmu. Naporite vloženi vo razvito kot nova stopanska granka najdobro može da se ilustrira so podatoci. Najgolemiji od turistički dostrel na Ohrid pred vojnata hroničarite go zabeležale v 1939. godina. Togaž ovde prestojuvale 2563 gosti, glavno učenici i studenti, koji, zadržuvajte se na ohridski od breg, reči si bez isključok, samo vo letnite meseci ostvarile 13.365 nokjevanja. Za 4 deceniji slobodan razvoj, Ohrid sozdade kvalitetna ugostiteljska ponuda, so poveke od 22.000 legla vo komercijalni, odmorališni i privatni objekti od raznih kategoriji. To ovozmožu u Ohrid denes da bide sovremen turistički centar, jedan od najpoznatite i najprivlečnite vo Jugoslavija, koji na pazarite vo zemljate i vo svetot nudi jedinstven splet od prirodnih, kulturno-istorijski i turističko-ugostiteljski vrednosti. Na toj način, Ohrid denes obezbeduva godišno poseta od okolo 200.000 gosti od zemljati i od svetot, koje ostvaruvat poveke od 1.200.000 nokjevanja. Vodnosna rekordnata predvojena godina, turistički od promet u 1984. godina je zgolemen za 100 pati. Nositelj na ugostiteljsko-turističko dostopanstvo je rabotnata organizacija Ohrid, koja gi objedinува najgolemiji odbroj na reprezentativni hoteli, restorani i autokampovi na Ohridski odbreg. Bojekotna turističkata sezona može da prihvati 5500 gosti dnevno. Ova ugostiteljsko-turistička organizacija od godina vo godina se poveće privekova gosti od svetot, a mošte intenzivno sozdava možnosti za pogolema valorizacija na kongresni od, rabotnički od, sportski od,
i drugите видови туризам. Во вкупната понуда на Охрид, значајно место заземе и работната организација Инекс Горица, репрезентативниот хотел Горица и автокампот Градиште, кој ужива реноме на еден од најдобрите автокампови во Југославија. На оваа угостителско-туристичка организација и овозможуваат смел пробив во светот и солидна искористеност на капацитетите. Хотелот Метропол, без друго, најрепрезентативниот хотелско-гостителски објект на Охридската ривиера, е квалитет во Охридската понуда. Широките можности за одмор и рекреација, привлечната плажа, којината и вечерите, што го задржуваат интересирањето на гостите до досна во ноќта, се првиот и основен адут на овој објект. На источниот брег на Охридското езеро, како на Ѓердан се нанижани 50 на работнички одморалишта. Ги има од сите категории и овој капацитет ја прави вкупната туристичка понуда на Охрид и побогата и попривлечна. Широката понуда на Охрид ја надополнуваат и десетина објекти за одмор на деца и младина. Сепак, туристички Охрид не би бил ова што е без понудата на охридските семејства. Со повеќе од 5000 легла, тие на гостите им нудат квалитетно сместување, традиционална љубезност и отворени срца за блискост, на која тешко и се одолева. Сигурно исто така дека туризмот и угостителството во Охрид не ќе оствареа ваков подем, доколку нивниот развој не го следеа и други дејности. Очигледен е придонесот на трговијата, сообраќајот, комуналната и другите области на живење. Денес Охрид располага со повеќе од 20.000 квадратни метри современ продажен простор, во кој се сместени модерни стоковни куќи, самопослуги, специјализирани продавници и други објекти на трговската организација Охридска трговија и на уште неколку други прометни организации. За задоволувањето на потребите на гостите се грижат и многу занечии, кои ни старата Охридска чаршија нанижале голем број вкусно уредени занечиски дуќани, во кои се изработуваат и се продаваат разновидни занечиски предмети. За бројните посетители посебно се интересни традиционалните и само за Охрид специфични производи на филиграните, резварите и особено атрактивниот охридски бисер.
Во сообраќајното поврзување на Охрид со другите делови на земјата значајно место има автотуристичката организација Галеб, а воздушно преку Охридскиот аеродром Охридската ривиера станува блиска и за најоддалечените земји во светот. Особено атрактивен е сообраќајот низ Охридското езеро, што се обезбедува со бродови и со голем број кајчиња. Во земјоделството и покрај околноста, што дури 96% од земјиштето се наоѓа во индивидуална сопственост, се остваруваат значајни резултати. Во општествениот сектор, трите носечки организации и земјоделското стопанство Градинар, Живинарската фарма и Винарската визба ги остваруваат развојните ориентации на агрокомплексот за задоволување на потребите на населението и на туристичко-угостителското стопанство. Охрид е општина со развиена мрежа на здравствени институции. За здравствената заштита на населението денес се грижат повеќе од 160 лекари, односно еден лекар на 400 жители. Пред војната, целата грижа за здравието на 9000 жители на Охрид ја водеа само 3 лекари, а денес само во медицинскиот центар во Охрид работат повеќе од 120 лекари. Во Охрид работи и специјална болница за ортопедија, трауматологија и костозглобни заболувања, една од најугледните специјализирани здравствени институции во земјата, потоа специјална детска болница и Центарот за кардиоваскуларни заболувања. Нивната дејност е основа за развивање и на здравствениот туризам во овој регион. Охрид на овој и на идните векови живее со старата и со новата култура, за чија сплотеност и постојан подем се грижат повеќе организации во областа на културата. Културните секојдневија се исполнуваат низ разновидни содржини во Домот на културата, што го носи името на охридскиот предодбеник Григор Парличев, потоа во Центарот за печат и радио, во Градската библиотека, во Историскиот архив, како и во неколкуте општествено-културни центри во селата и низ дејноста на неколкуте културно-уметнички друштва, ансамбли и групи. Постепено, но сигурно, културата ги освојува и работните хали во организациите на Сдружениот труд. Прозорецот на Охрид кон културниот свет го отворија фестивалите. Меѓународниот фестивал Охридско лето од својот почеток 1960 година представува врвна летна културно-уметничка манифестација афирмирана во светот. Повеќето летни импресивни сцени што се наоѓаат во Охрид со децении на голем број фолклорни групи и ансамбли од балканските и прибалканските земји им овозможуваат атрактивни настапи и овозможуваат да бидат своевидни мисионери на пријателство и другарување меѓу луѓето од овој простор на светот. Охрид е домаќин и на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, кој со години представува значајно собиралиште на славистите од целиот свет. Образованието е област во која се остварени вистински импресивни дострели. Денес Охрид има повеќе од 8000 високо образовани кадри од сите профили, а само пред 4 децении и внуците и дедовците заедно ја учеа азбуката. Во општината работат 8 централни и 10 подрачни основни 8-годишни училишта, а покрај нив и Центарот за среднонасочно образование, Електромашинскиот училишен центар, Средното угостителско училиште и првата високошколска институција, Факултетот за туризам и угостителство. Во Охрид уште од предвојната работи Хидробиолошки институт, денес реновирана научна установа. Од 70-тите години активно действуваат и Институтот за просторно планирање и Заводот за урбанизам и архитектура,
чија дејност е особено видлива во урбанистичкото обликување на градот и околината. Во спортот доминираат спортовите на вода, кои во Охрид представуваат колку традиција, уште повеќе перспектива. Меѓу повеќето посебно внимание заслужуваат едриличарството, веслањето, пливањето и пливачките маратони. Живее Охрид и неговите жители навистина нескротни пот кон прогресот. Овој древен град, овие сплотени трудбеници имаат сили и знаат да обстојат на тој пат. Тука некаде, грижливо негувана и скриена во пазувите на секој сегашен и иден градител, се чува заветот пред ослободителите, дека вечно ќе бидат негувани и развивани нивните идеали, дека оваа со крв натопена земја денес ја правиме поплодна од вчера, а уште утре подостојна од денес. Живее Охрид како сведоштво на вековите, како дело на современиците и како инспирација за генерациите што доаѓаат. Ви благодариме што ги почитувате мерките. Ќе успееме и ќе се заштитиме од коронавирусот, само ако секој од нас е многу внимателен и одговорен. Запомнете, секогаш држете 2 метри физичка дистанца, носете заштитни маски и не се групирајте. Останете дома ако не мора да излегувате. Да ги почитуваме мерките. Така ќе им помогнеме на здравствените лица, на оние кои се борат за нашето здравје, на армијата, на полицијата. Секој може да даде придонес за јавното здравје и за наскоро да можеме заедно да го вратиме животот во новата нормала. Стоп Корона е мобилна апликација која со ваша дозвола им кажува на епидемиолозите доколку сте имале физичка близина со лице позитивно на COVID-19 во последните 2 недели. 2 телефони со симнати Стоп Корона апликации и со активиран Bluetooth се евидентираат како остварен близок физички контакт и таквите информации одат кај епидемиолозите. Овие информации помагаат на здравствениот систем за да се стопира ширењето на коронавирусот. Преземи ја апликацијата од следниот линк. Активирај Bluetooth и почни да ја користиш. Да го стопираме ширењето на коронавирусот. Од нас зависи. Најдобра и најкомплетна понуда на спортски канали. Единствено со Нео ТВ. Гледај ги омилените спортски настани во кристална HD слика на каналите Арена Спорт, Спорт Клуб или Евроспорт. Искористи ја промоцијата и земи некој од Нео Трио пакетите со супер брз оптички интернет и интерактивна телевизија. Нео ТВ, вашиот билет до сите спортски настани. Неотел. Визијата на Ѓорѓија Ѓорџ Атанасовски.
Раскажувајте ја вистинската библиска приказна за Македонија. Само сонцето е постаро од Македонија. Големиот љубеник во еднината на Македонија. Донатор и голем хуманист. Големиот македонец. Голема љубов кон древните македонски корени. Само сонцето е постаро од Македонија. Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Мерките за ограничување на движењето се олабавуваат и секој од нас ќе може да помине повеќе време надвор, а со тоа да се намалат гужвите во продавниците и банките. Но да не заборавиме дека мора да сме многу внимателни и да се заштитиме. При секој излегување надвор строго да се придржуваме до мерките за лична заштита. Да држиме растојание од 2 метри во затворени и отворени јавни простори. Никогаш да не се групираме повеќе од 2 лица, при што во група од 2 не се вбројуваат деца по 14 години на тие лица. Од сега, задолжително е носење на маска, марама, шал во сите затворени простори. Заштитна опрема се носи и надвор кога не сме во можност да ја одржиме потребната дистанца од 2 метри, како на пример на пазарите. Да останеме дома, да не излегуваме без потреба, да не се групираме, да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Македонска империја, издание на Ѓорѓија Ѓорđ Атанасовски. Дознајте ја вистината за македонската нација. Прочитете повеќе на www.makedonskosonce.com. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Од 23 април, задолжително е носење лична заштитна опрема на лицето при напуштање на домот, во сите затворени и отворени јавни места, кога нема да има можност да се одржи препорачаната физичка дистанца од 2 метри. Заштитната опрема за лицето е респираторна маска, марама или шал со кој се покриваат устата и носот. Физичката прекривка на носот и устата, кај сите граѓани ќе овозможи прекин на преносот на вирусот. Заштитна опрема задолжително се носи во сите затворени јавни места, каде што има повеќе лица, како маркети, продавници, банки, пошти, здравствени установи, како и при користење јавен превоз. На отворено,
Заштитна опрема не се носи само ако престојувате во дворот или терасата од вашиот дом, ако возите велосипед, ако спортувате на отворено или ако се возите во патничко возило со лица со кои што живеете во заедница или домаќинство. Да бидеме одговорни, да ги почитуваме мерките кои штитат од коронавирусот. Телевизија Сонце. Единствена, македонска, национална телевизија. За заштита на македонските национални и стратешки интереси. Го паметите ли Благоја Железничарот? Ја за него имам представа за како некое возвишено суштество кое лепдело над овој град. Ја бев дете и слушав само такви спектакуларни работи за човек со толкава способност да им помага и да лечи. Благоја Железничарот беше синоним за спас на секој во овој град кој имаше некаков проблем со рбетот, коските и слично. Велеа дека имал биоенергија, некои велеа дека едноставно имал фантастичен фат, другите велеа дека не може да разберат што е. Повеќето говореа само за чудата кои ги правел. Обично, знаете, во тоа време кога некој ќе се фатеше, кој чека исто колку и денеска, брза помош да ти дојде, да те земе и така натаму. Пријателите ќе ти дојдат, комшиите, ќе извадеа вратата, ќе те легнат на врата и така те носеа до кај железничарот. На врата, наместо носила, ме разбирате. И ќе те внесат легнат, ќе си отидеш на свој ноз. Значи, успеваше да направи некои такви работи, но тоа се моите сознанија. Тоа се моите сознанија, а зошто јас зборам за него? Затоа што сметам, по некоја роднинска линија, он бил војко на мајка ми, или некое такво сродство, и преку таа линија сметам дека имам право да кажам збор два, барем од некаква моја импресија за него. Никогаш не го сретнав, немав потреба за него, ми се чини имам една блага представа, он со Фичо, мајка ми и така натаму, но не можам да се сетам, премногу е. Но затоа постои еден документарец за Благоја Железничарот, кој го сними македонската телевизија одамна. И тоа е едно од убавините на македонската и мислам дека клучна работа е документарната програма на македонската телевизија, што ги сними оние работи кои никому нема да му текнат да ги сними. Дури и приватните телевизии не успеваат да се
да го фатат понекогаш токот на времето во снимање на таква, бидејќи документарна програма веќе продукција, сериозна, која бара големи финансии, а телевизиите денеска се далеко од такво нешто. Така што убаво е што оваа легенда, нема да кажа, сакав да кажам жива легенда, бидејќи многумина се уште го паметат. Ја дури се мислев дали да ги отворам телефоните и да разговараме за него, но некако мислам дека не сме се уште во таков мајндсет за да можеме тоа да го издефинираме, да го изразговараме. Телевизијава е прилично блокирана, емисијата, за да една оваква убава тема не бидат опфатени скоро сите. Може би со еден стриминг во живо да идам на, па би разговарал, бидејќи се работи за човек кој им помогнал не на стотици, не на илјадници, на десетици илјади. И се надевам дека такви луѓе со таков еден природен талент да им помагаат на други, а да не навлегува тоа во оние баења, оние трчи, лажи, туку баш конкретно човек кој помага со своите прсти, заслужуваат да се направи документарец, заслужуваат да од време на време на некоја деценија се потсетиме какви прекрасни луѓе изнедрувала овој град, ова поднебје, овој народ. Благо е железничарот. Одиме.
Дрвото се подпира врз дрво, каменот врз камен, човек врз човека. И така било низ вековите. Така е и во овој век што изминува. А се минува и ништо не ни припаѓа. Ни семејството, ни жената, ни децата, ни нашето тело, ни богатството. Добро, а што е тогаш наше? Нашите добри и лоши дела. Овој пат добрите дела прават добра телевизиска приказна. Се сеќавате ли на Благоја Железничарот, една од легендите на Скопје? Улица Јосиф Михајловиќ, број 5. Ја знаат сите оние кои маката ги беше натерала да дојдат во скромниот сокак, во скромниот дом на Радка и Благоја, да меѓу прстите на самоукиот Благоја да го најдат спасот од болката. А таа неиздржлива, онака како што умеат да болат шинатите зглобови и стегнатите мускули. Колку човечки коски, толку маки. И толку по толку луѓе дојдени токму овде да го најдат илјачот од народниот еким Чичко Благоја Железничарот. Велат, најчести курирчиња за патот до домот на Благоја биле босоногите голомешиња што играле шлајка на Битпазар. Еким, добар ден, кажа се, здрав живо, аде се, здрав живо. Си за кафенце? Што бе како? Кафе, ракија, што ќе дадете се. Дадеме како не идеме, можеме да почастиме, нема проблем. Кај си бе, Еким? Може едно ракиче. Анестезија, може. Анестезија, пред правење, за да не осетиш. Не брзо ќе биде тоа, нема проблем. На тетка Радка производство е ова. Оставмо е да многу се напи, потпусти ќе правиме. Тоа е железо не. Ми текнува, се сеќавам, кој беше мала керка ми. За рачето? За рачето, 4,5-5 години беше. Едно 3-4 пати беа славнати. Мали, та знаеш дете како дете. Лобовите, така? И на крај Качишко Благоја, ова мора да го направиме, да го врземе, зашто инаку немов да се бандажира. Дете не го пази рачето. Зловоите се такви, осетливи се зловоите многу, доека се зараснат. Слушай, од това малку да се напиме, па да може да видиме ногата, ако написе. Ајде, видиме ногата. Колку време не сите го лежи? Ова, до сега 3-4 пати така се. 3-4 пати? Да. Учи се само лабава. Ајде. По-лабава колку можеш. Уште малце по-лабава. Ај, уште малце. Не се стегај. Ај, уште секунда. Оп. Ето, ова видно. И другата ќе прави. И другата? Здраве. Ајде да видиме сега оваа другата нога, може? Ајде. Само пушти оваа. Така. Полека се. Ова е све. Гледај како крска. Слушам. Гледај. О, полека. Слушај ти кажа. Знаеш што викаме ние циганите? Свака част. Свака част, Уште Чичко Благоја која беше жив. Текнува ли за жена ми? Со колена до лани. Пред 2-3 години. До лани преклан, кога беше? Преклани беше. А баба ми беше посебна, она со рамото имаше многу проблеми. Знам за жената и коленото кога го правевме, тука ти го правеше проблематично беше. коленото, да. Да, проблематично Чичко Благоја беше. правеше? После тоа детето го донесе. Да. Така и беше детето. Али доста. Ама не само ни колку имам донесе, ја. Да. Прво и Гоце основно, Тодоровски, после има дојдено, има дојдено Гоце тоа. Гоце се жалеше неколку пати, па и некои пријатели други, и он исто пријател. Кај си не? Ај кај Чичко Благоја. Викам, Чичко Благоја почина, не бе, имаме сега друг Чичко Благоја. Беше проблематично дека се уходав со занајатов. Али полека. Не, добар си, одлично, слушај ти кажам. Научих. Ево ова да речеме, Чичко Благоја така имавме и почести средби, зашто
Не само јас. Да идеш. Да, не само јас, не, иде и колеги мои, Милица Стојановска, например. А она ви каже, тој Благо, како што мојата колешка Милица се малку морам и да имитирам, нели како вика. Не шауру. Тој Благоја, Чичко Благоја, да не требаше во корито да лежам. И навистина, она имаше проблеми доста со кичмата. И навистина имавме една многу тешка представа во која што скоро сите се разболевме. Јас астма добив, не знам друг што се разболе, со Ѓорчев како, дупло дно се вика, баш ношти разговараме. Милиза се укочи. Каде лекот? Кај Чичко Благоја. И право кај. И така и мислам. И ние од нас глумците често дајем. Гоце Тодоровски неколку пати има. Силвија, да, пред да почине, Бог да прости. Да, пред да почине. Да, за Будва која. Така да, овие средби со Чичко Благоја, мислам, стариот Чичко Благоја, нели, се од поодамна. Животната приказна за човекот, кој уште за време на својот живот стана вистинска легенда, е паралелна со нашиот век. Благоја Железничарот е роден во Велес во 1910 година во семејството на Павлина и Пано Димовски. Човекот кој ги љубеше возовите, во гените имаше запишано и визија што се оствари, да го пронајде таинствениот изблик, необична енергија што ќе скроти со своите прсти, притоа помагајќи им на несрекниците што повредиле коска, зглоб, мускул. Се прикажува дека и велешанецот Ордан Цилак, во икона Благоја, ја имал таа скоро магиска моќ да биде исцелител, кому природата му ја подарила таа особина. Трагајќи по корените на оваа традиција, се дознава дека и таткото на Ордан, Дончо Цилак, бил од Бога даруван во рацете. Се на се, долговековна семејна традиција народни помагачи, кој во Скопје ги прославил токму скромниот железничарски работник Благоја Димовски. Но, има ли поверодостојно прикажување за него од она на неговата животна придружничка Радка од велешкото семејство Ѓореви, сестра на народниот херој Благој Ѓорев? Таа, заедно со својот Благоја, минува цели 60 години. Како граѓаници знаевме од порано, само он си имаше друга девојка, јас имав друго момче. И најпосле вика, ја ќе пратам сводник, вика, дали ме сакаш? Вика, ми беше срам да му речам те сакам и си отидов дома. Ќе пратам, рече, нему, викам, ќе ме отепаат дома, ќе ми степаат, нему. А он за сигурно да испрати сводник. И едно време дојде човекот, а јас знам дека ќе дојде сводник и си легнав горе, порано. Вика татко ми, ајде Радко, ставај вечер. Не можам, викам, глава, многу ме боли. Ми е срам да слушам се. Па снавам ми, викам, за брат, постар имам. Она мене рече, утре ќе ми каже дали го сака или го знае или не го знае. Он прстен ми мереше дали го знам. Не и се. Кратко време беше тоа, за 2-3 недели. И се веривме тоа баш на прочка. Цевтејќи испаѓаме, викам, леле Благо, викам, он вика, фани ме. Како не ќе те фанам, викам, како на прочка ќе не гледаат, викам. Кој сака нека гледаат, рече да им иба мајката. И ти викам така, ајде, шо поводиме свршеници 3 месеца. Една свадба што направивме, цела недела свадба беше, цела недела. Народи, на вечери, на ручуди, понеделници, тоа кај нас знаеш многу е, тоа се прави. Ајде се он работеше у лажоница, а татко ми вика, работи ли детево? Го праша брат ми. Работи, вика, лажоница. Куќа има ли? Има. Ќе живее, ќе носи едно парче беб. И ајде, и сега свршавачкава нема да биде, тие викаат, капутот, они нека и го прават, мантил беше. Они нека и го прават.
Ние викаме, они нека го прават. Сега за еден мантил ќе се расипе цвршавачкава. И двицава, Благо и брат ми се ставиле, рекол, ајбе да го купиме ние, вика, што? Лесна работа, вика, осе и вие стариме, вика. И така се направи работата. Се ведихме. Што поживеавме, детево дојде на 2 години, Љубинката роди најпосле 2 години. И поседоме со свекрвата 1-2 години, 3. И Невана без од девер имав, тој работеше, а не даваше пари ништо, љубоморни браќата. Се деливме. Ама ништо, не ни даде свекор. Корито немав детето още да го бања. Ни килимче да постелеме. Постели новина, јади. Ја плачи, како ќе живееме? Татко ми дојде, вика, што сте направиле се? Што е ова резил? Вика, циганшија, вика. Од куќа, од ствари сте избегале. Вика, дедо, таа е моја работа, вика. Ако сакам на вршник, ја не сам рече, ја за мене сум ја зел. Вршник, знаеш, имаш едно рид големо у Велес има. Го и вршник го викаат. Добро рече, како сакате. И работиме, сиромаштија. Казан да немаш да го испереш, а црна работа. Работи долни строј, под вагоните се пика. Мазалица прснала, сета го направила зејтин. Колку го переш, тоа отврнуе. Што да правам утенеција, вака од сирење сум перала. Дојде на јатрвата, татко, шо правиш сваќе при лепчанец еден? Перам, викам, свати. Како ќе переш, вика, во канта, што да правиме, викам. А 3 рани и дома не ми дава свекорот ни едно. И како, викам, ќе се мачиме така. А едни али ще има, утре треба да оди на работа. 12 работи, 24 е слободен. Па ќе ги слушам покрај шпоретот, па утре да иде на работа се. Бедотија, што да ти кажам. А не ме пушта на работа да одам. Мене од жена пари не ми требат. Јако ќе доам од работа да си најдам готово се. Каве ли е, чај ли е, појадок ли е. Не ме пушта. Живеевме у Велес. Нели, и после тоа го преместија за Скопје. И така дојдовме вамо. Најдоме стан у Водно, там живеевме. Од Водно ја купија куќата и овдека дојдов Битпазар. Како и до денеска. Чудно спокојство ве обзема во дворот ординација, каде што и ден денес луѓето доаѓаат. Од сите возрасти доаѓаат за себе или носат дете. Се чини дека овој мирен, цветен простор екзистира врз некои позитивни подземни струења. Мирно е и тивко, некако црквено свечено, а сепак постојана врвулица од луѓе со мака. И не само тие. Тука доаѓаат и намерници, и соседи, и пријатели, и никогаш не е здодевно, и никогаш не сакате да избегате на брзина од овде. Мора да има негоја магија. Ако добрината се наследува, тогаш многу е јасно зошто луѓето ги има овде и зошто споменот на Благоје железничарот се уште е толку жив. Семејството на Благоја, сопругата Радка, ќерките Павлина и Љубинка, синот Владимир, овде на Битпазар ја дојдено во 1956 година. Ќерката Љубинка со посебен пиетет и љубов говори за својот татко, скицирајќи ја историјата на своето семејство и почетокот на исцелителската дејност на Благоја железничарот. Се викам Љубинка Димовска Шатуленко. Инаку првото дете, првородено дете во бракот на Благоја Димовски железничарот и Радка Ѓорева Димовска. Покрај мојата помала сестра Павлина Стојанова Димовска и мојот покоен брат Владимир Димовски Лале. Откако знам за себе, откако паметам, во ова семејство
секогаш имало многу народ пред се. Што би рекло дека секогаш куќа со отворена порта, со отворени врати. Што се однесува до моево потесно семејство, мајка ми секогаш домаќинка, секогаш врзана со децата и куќата и пред се пожртвувана сопруга на својот брачен другар кој го одбрала на времето. Татко ми, Благоја, железничарот, цилакот, од својата 14 година како младо чираче е вработен во ложилницата Велес. Се до одењето во војска на тогашна кралска Југославија, по враќањето се враќа пак во железница и се до 1963 година пролетта, по навршување на 42 години работен стаж непрекинато на железница, секако одбиени оние 2 години од војската, останува доследен на својот занаат, на својата голема љубов, пругата, возот. Благо е познат по не само по ова што се велеше помага на луѓето, трие шинато, трие истегнати зглобови или прелапани меса на грб, на кичма, на сите делови во телото, туку беше познат и по нешто многу поважно според мене. Човек простосрдечен, народен, хуман пред се, човек на кој никогаш не му значеа парите нешто. Човек кој беше спремен и на среденоќ и рано во 4 сабајле и да прекине семејната свадба или веселба за да им помогне на луѓето. Како почна татко ми и како се разбра за него дека го има чувството на повредено, односно да помогне. Еве како. Веднаш по доаѓањето во Скопје на железница, 45-та година, многу луѓе се повредуваа на железничка станица. Кој скокнал од воз, кој се закачил за вратата. И тој ќе се најдеше на лице место кога е на служба, за да му го намести исчашениот зглоб или истигнатиот прст. Потоа тоа се прошири дома, во семејството. Ние настанавме, почнавме да одиме на училиште, по тие слетови, како што беше тогаш. Некој нога свиткал, некој отекол во ногата, во коленото, паднал играјки народна топка, тогаш беше многу модерна. И еден од друг се прошири гласот дека Чичко Благоја, железничарот, ни ги прави рацете и нозите на децава што ќе се повредат. Кој на училиште, кој дома, било каде. Тој глас многу бргу се ширеше. И ги доби димензиите на Скопје, како град пред се, па потоа низ Македонија, да би отишло и низ границите на бившата СФРЈ. Од него бараа помеч многу видни луѓе, да не зборуваме за спортистите, за комплетниот клуб Вардар, фудбалскиот клуб Вардар, работнички, Слога, тогашна. Па потоа доаѓаа кошаркарите, да би завршиле со балерините кои од сцената, од гримјорната, право ги носе овдека уште во костимирани. Тука може да се каже еден Ангел Шурев, кој беше редовен негов пациент, да му ги погледа зглобовите на раците, затоа што често му страда од дирижирање. И многу имиња кои навистина не би било праведно некој да се спомне, некој да се заборави. Секој случај. Сакам да ви кажам дека тој човек со огромно човечко срце, човек кој навистина положи се за своето семејство, поготово околу здравието на брат ми, успеа во своите 82 години да го одржи интегритетот, единството на семејството, да станеме безпорочни домаќинки, бидејќи мојот брат рано почина. Неговата Радка да изживее еден мирен,
семеен живот, да се посвети на воспитанието на своите деца и негата на куќата. Меѓутоа, треба да се каже дека не одеше секогаш се глатко. Официјалната медицина, 60-тите години, имаше една неофицијална кампања, да ја кажам, против сите овие луѓе кои помагаа, а беа без стручно медицинско образование. И тогаш се случи да му се забрани на татко ми да ја работи оваа работа, мислејќи дека тој не е стручен, доволно стручен, за да може да им помага на луѓето. Тоа се беше така, додуше многу кратко време. Можам да ви кажам дека се работеше можеби за година, година и пол време. Меѓутоа, луѓето инсистираа, луѓето доаѓаа, луѓето бараа помоќ. Дури и малку непристојно ги враќавме назад, ги праќавме по болниците, да одат со гипсеви, да одат со... А комшиите наши овдека, кои се сите од муслиманска вероисповест, кои се, меѓу кои има албанци, турци, има од Санџак луѓе, они широко му ги отвараа вратите и ги вика луѓето, кај ним дома, татко ми да им помогне, само да не биде од нашата куќа, да не би одговарал пред власт. Сето тоа траеше, ви велам, година, година и пол, се до еден момент додека од тогашната официјална власт неколку мина, не најдоа спас баш од неговите раци, од неговите прсти, исто така тајно дојдени, со преку заклучени врати, и тогаш покојниот Димче Кепески, професорот по ортопедија, на еден нивни лекарски скуп, кажа дека Благој железничарот не е никаков надри лекар, туку има некоја дарба и некое искуство негово, кое може да се искористи за да им помогне на луѓето. После тоа доби и други димензии. Почна луѓето и да калкулираат во власта колку пари се заштедени од социјалното, што не одеа во гипсеви на боловање, затоа што татко ми не даваше боловање. Во моментот ќе му помогнеше на човекот и тој се враќаше на работното место. По широката фамилија на Цилакови брои негдека над 70 куќи. Кој е у Велес, кој е во Скопје. Никој не го наследи, никој не го изучи овој, не можам да кажам занает, не е занает. Може би повеќе дарба, може би повеќе желба да се помогне на луѓето. Јас сум по професија медицинска сестра, хируршка медицинска сестра. Со 13 години работен стаж на хирургија во воената болница Скопје. Јас не знав да ми помогнам на луѓето. Дури и се плашев, заради тоа што бев едуцирана за мојата струка. Покрај луѓето што доаѓаат овдека и што доаѓаат со години, меѓу кои имаше и стални пациенти, кои што се спортистите, например, многу често од него се бараше и помош за повредени животни. Од коњи до стелни крави и најпосле полициските кучиња. Сакам да ви кажам и нешто друго. Татко ми, Благој железничарот, или Чичко Благоја, како сите го знаат во Скопјево, беше и многу весел човек, меѓу другото, друштвен човек. Он членуваше во многу долго во Железничкото културно-уметничко друштво во Велес пред војната, каде што беше тапанар во Железничкиот оркестар. Куќа од секогаш изобилувала со мноштво народ, пријатели, другари, без оглед на вера, нација, без оглед на статус, без оглед на тоа кој е доктор по науки или е Димче циганот од Водно. Низ оваа куќа продефилира со живење внатре, не да бидат гости, 10-12 девојки, мои другарки, кои секогаш наоѓаа овдека топол дом кај Радка и кај Чичко Благој. Чуден човек беше тоа, морам да ви кажам. Ми се чини дека
и неговото последно испраќање и неговиот крај, физички крај, дојде некако спонтано. Во исти ден ги загуби единствениот син и единствениот брат. И тоа болно срце навистина не можеше да издржи. Го најдовме заспан, добро измиен, ручан, бричен, дотеран, легнат да се одмори после обилниот ручек и некаде во 5:45, кога мајка ме отишла да го разбуди заради тоа што луѓе чекаат надвор, Чичко Благој железничарот заспа и не се разбуди повеќе. Погребот беше фасцинантен. Од владиката Кирил, на кого смо му бескрајно благодарни, по негова желба дојде дома, на последно опело, пред да го испратиме, да би на 40-тиот ден напоменот дојде и пак своеволно го освети гробот на татко ми. А муслиманската верска заедница, со наше знаење, со дозвола на мајка ми практично, направи голем мевљут, голема молитва во Јаја Паша џамија, со огромен број луѓе, муслимани, кои сакаа да му одадат последна почит на Чичко Благој железничарот, кој не двоеше турско и каурско, православно и муслиманско. За него тоа не постоеше. Има еден феномен. За 8 години, од 18. април 1991 до денешниот ден, нема ден да не дојде човек во дворот да го побара или да рече Чичко Благој железничарот, Бог да го прости. За среќа на луѓето, може би за наша домашна среќа, може би за некое добро што по кое чуе на оваа куќа Јосиф Михајлович Пет во дворот на музеите на Македонија, да остане еден друг човек, исто Благоја, која продолжува оваа работа. Да, повелете. Што е проблемот? Што е проблемот? Колку годишно е? За 2 години. Што му е ноđето или рачето? Ноđето. Па вие донесете го до 2-2,5, затоа што после пауза имам до 5, или после 5 до 10 дојдете, да го видам, али тоа бидејќи малечко, тоа да не чекате, донесете го. Да го погледаме детенцето. Ајде, све најубаво, пријатно вам. Јас овде се уште кod дете на 16-17 годишен, се вртев тука, стално со него бев. Го контролирав, му подавав, дај ми водичка, дај ми завојче, дај ми ова. И во еден момент се јави една желба за овој занет ја да го почнам да го работам. И со текот на времето, Благо виде дека се интересирам за оваа работа, почна да ми дава да напипувам. Прво сефте, кај што имаше повреда, ќе ми кажеше пипни овдека, со негова помош, пипни овдека. Така може 2-3 години доаѓав и идев и гледав, додека не почнав да занаетот суштински да го сваќам. Откога почна виде дека напреднувам со занаетот, почна да ми даде да работам и со негова контрола. Јас еднаш така не дојдов на време, имаше многу работа, бев у Сарај за 2 мај, после другиот ден тога дојдов, тетин ме направи лом, кај си, вика, магар едно. Зашто не доаѓаш да работиш, него ти одиш тамо се бањаш. Оваа работа не сака така, вика. Мораш да бидеш врзан тука за оваа работа, вика. Тоа ќе го бришеш, вика. По смртта на тетин ми, јас продолжив да работам, мада тогаш бев и државно запослен како електричар, електроинсталатор. Идев на Сабале на работа, после пладне доаѓав оваа работа, ја работев, видов дека не идат овие 2 работи, така да оваа работа ја прифатив
ја прифатив како хумана, видов дека луѓето се стварно задоволни, дека оваа работа многу ја ценат и ја прифатив оваа работа и понатаму да ја работам. Со работата си дадов отказ, зашто две лубеници под една рака не се носат. Благоја железничарот. Човек, скромен домакин, сопруг, татко, човек со магија во рацете. Човек кој го задолжи градот, човек што го одбележа своето време. Градот не најде соодветно парче мермер да му направи споменик на човекот што го осудуваа па го величија. Но и без парче мермер, споменот на неговите златни раце живее. Со во тоа со Дефинитивно. Ако е нашата методологија точна, тоа ќе може да се купи. Воопшто мене ми изненади оваа ваша изјава дека ние слушавме коментаторот од светско првенство. Добро. Да кажеме парот е донесе одлука за изборен моќност. Голем процент Црвиновски на Република Македонија. Се разгледаше Ще ги разпредели, не знам што и продолжи. Ја мислам. сервиси, сепорт и поддршка и хардверски и софтверски апдети, све, па ќе ти дојде да си ја купиш играта пример за PlayStation 4, доколку имаш петка си миња дополнителен патч, кај што си ги апдейтува работи да изгледаат малку поар. Требаше се преземат додека пред да се дојде до 800-900 на ден. Едниот начин за тоа нешто е ние да го отелотвориме. Наоѓање на некое средно решение кое што би можело да ги задоволи и регионалните интереси, но и стратешките интереси на големите сили. И пробуваме сите да ги со тие првите два чекори да ги изгрижиме, да не мора да дојде до интубација. И тоа е целта на интензивната терапија. Ако сакате секогаш да имате работа, одете на IT сектор. Android 10. Како ќе успееме, повторно ќе кажам, ако се обединиме. Поседуваме една од најчистите, најпитките води во светот. И што е најубаво анализира некој што е страна. Тие што прележеле и веќе немаат антитела, значи имаат некаков имунитет. Само кај 0,02% се случиле повторни инфекции. Изнесе од Кадрово собствено 16 краков. Така нам песна напишено јас
da te gledam, čakam. Da, znam da duše popleskamo. I od mene. Vino da pija i Soljanko vino da spija. Slovenskото пеење, поточно словенскиот јазик и тој тип на сензибилитет, што ти го карактеризираше како ИСОН. Ние сме во право единствено кога минеме од една во друга крајност. И сега патуваме кон другата крајност и тука сме управо. И јас да ги научам луѓето и ти да ме научат мене. Човек не комуницира само со зборови, тој комуницира со енергија, а таа енергија не може секој да се почувствува такви големи далечини. Смејам? Еве, чизкейк. Може за госпожата. Добро. Еве, за Боже ќе земеме ендакси автоме терамису, а потоме базе. Базе. Гледање филмови, Blu-ray, Netflix. По една чаша да изпиела. Зашо мајка му чисти, пере, готви, татко само седи пие. Зашо мора на мајка му одменица да бара, бе? Шо не побара на татко му одмени. Така одма ќе се нападам ти се. Кога почне да ми плива косо, не ми е у реду рибава. Ја идам во аптека, че она ме гледа, вика, за тебе ли се, вика, да ти кажам како се пијат. Викам, не се за мене, викам, имам риба, викам. Вика, па ако пие рибата и ти треба да пиеш. Тие флажил биле за меѓуножни инфекции, разбираш како? Або викам, девојче, викам, за златна рибка ми се, добро ме насити им се златни, па ти, па виш. Арно ме подсети муавето. У театар како е? Супер. Сам си го барате, господине. Он ке ми игра во представата и пред пак ке се појави во театар. Конечно на представа, тоа требаше да се свртам, а ти ме театар. Да. Пази, што ми кажа? Как луѓе за те права комуњара е. Ѓорги. Да. Ѓорги Далтон да се вика. Да. Сега имам еден апел, значи... Да не имаш браќа? Ви имам еден брат, а ве тие Далтони шо вече ти видите, аверел сум јас, најглупио, само слушај, нема проблем. И емисијата ве поздравува. Татко ми ја слушат емисија на водниот телевизор, само да му кажам да го пушти бојот отгоре. Да пушти. Пушти горе, молим те. А грејалицата? Парадокс. Живот една жена, а оваа до него. Само да си доеме дома. Подорево ечка мамо планина, Прилепско поле. Имаш една Почитувани гледачи, тоа беше се за вечер.